Кратки најави за денешниот дневник. Расте интересот кај младите за туристичко-угостителската струка. Министерството за култура и туризам ги објави проектите од национален интерес кои ќе добијат финансиска поддршка. Авиогигантот Turkish Airlines и официјално ја представи својата нова дестинација – Охрид. Сузбиена меѓународна криминална група која фалсификувала пари. Паника на Санторини по серијата земјотреси. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со локална облачност и максимални 8 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува умерено облачно, ветровито и студено време. Во вторник на најголем дел од Европа ќе доминира поле на висок воздушен притисок кој што ќе условува стабилно време со зголемена облачност со температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Врнежи од дожд се очекуваат на британските острови, а на југ од Скандинавија и во источноевропската низина со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и студено со пад на температурите. Во јужните и источните предели зголемена облачност кој што ќе услови врнежи од дожд, а на повисоките места ќе провејува слаб снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени. Во Македонија во вторник постудено утро со пад на утринските температури. Во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, во југоисточните и источните предели со слаби врнежи од дожд, а на повисоките места со врнежи од снег. Во текот на денот претежно сончево време со локална облачност. Ќе дува умерен северозападен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од -6 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 1 до 10 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува умерен североисточен ветер. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во среда и четврток постуденото утро со утрински температури кои ќе изнесуваат -2 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 8 степени. Во петок утринската температура -1 степен, а во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална температура до 9 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи,
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Се поголем интерес за средно угостителско туристичко образование. За разлика од минатото, денес младите ја избираат оваа дефицитарна струка на пазарот на трудот. Угостителското средно училиште во Охрид е место каде што се образува најдефицитарниот кадар во земјава, но се образуваат и возрасни. Во тек е првиот пилот проект под експертиза на Европската Унија за млади и Центарот за образование на возрасни. Расте интересот за угостителско туристичко образование, главната причина се дуалните паралелки, кои се основа за подготовка на стручниот кадар денес. Угостителското средно училиште во Охрид е местото каде што се образува најдефицитарниот кадар во земјава, но денес веќе е современо образовен центар со сите услови. Објектот е комплетно реновиран, но најважно од се што има кабинети и современа опрема за обавување на пракса, што е клучно за дуалното образование, кое пак денес на младите им овозможува директно и брзо вработување, сигурна иднина, но и солидни приходи и додека се во ученичките клопи. Од прва година обавуваат пракса кај работодавач и таму од прва година веќе почнуваат децата да заработуваат. Покрај тоа мора да напоменам дека сме регионален центар, државно училиште, не сме општинско училиште веќе, значи веќе 3 години. И државата го препозна тој концепт, што значи регионален центар и сите деца од југозападниот регион кои сакаат да се бават со угостителско и туризам би требало да се запишат кај нас. Децата веќе од прва година обавуваат пракса, значи кај работодавач, значи кај нас имаме прекрасни услови, реновиран цело школо, реновиран ученички дом и имаме, значи, кабинети најсовремени по пракса, најсовремени училници и од првиот месец да кажам дека веќе се упатени во работата во туристичкиот сектор. За доброто образование и стручноста на учениците и професорите доказ се многуте златни медали со кои што се китат учениците од угостителското училиште. Често пати учениците од Охрид учествуваат на меѓународни надпревари, да реализираат и пракса во светски реномирани туристички дестинации. Во рамките на програмата за мобилност на Европската комисија Еразмус, нашиот центар реализира повеќе грантови преку кои нашите ученици, поголем дел од нашите ученици, има можност да реализираат практична настава во реномирани хотелски комплекси во Италија, Португалија, Шпанија, Турција, Хрватска, Словенија. Исто така би сакал да напоменам дека кадарот кој што го произведува ова
овој регионален центар е дефицитарен. Државата и заедницата го препозна значењето што го има регионалниот центар. На кој начин? Прво, една од основните функции е јакнење на капацитетите на наставниот кадар. Наставниот кадар, тој е политика на регионалниот центар, е вложување во јакнење на капацитетите на наставниот кадар. Како? Преку учество на многобројни интензивни тренинзи. Исто така, регионалниот центар активно промовира волонтерско учество на нашите ученици, наставниот кадар во активностите на заедницата. Во средното стручно угостителско училиште се образуваат и возрастни во тек е првиот пилот проект под експертиза на Европската унија за млади и Центарот за образование на возрастни. Минатите 3 месеци со диплома се стигнаа 4 кандидати за звањата бариста и пицамајстор. Една од најголемите авиокомпании во светот, Turkish Airlines, го стави Охрид на својата мапа. Од компанијата Охрид го опишаа како македонски бисер и град со голема историја. Turkish Airlines закажа и пушти во продажба авиобилети за летови меѓу Истанбул и Охрид за летната сезона 2025 година. Од компанијата на својата веб страна го представија Охрид како нова дестинација, опишувајќи го како македонски бисер и светско наследство на УНЕСКО, популарна туристичка дестинација низ целиот Балкански регион. Познат по Охридското езеро, Охрид поседува и историска текстура, која го спојува неговото античко културно наследство со современи елементи, пишуваат од Turkish Airlines. Сместен на брегот на Охридското езеро во југозападна Македонија, Охрид е жив град кој нуди историја и природна убавина. Историскиот центар на Охрид, тесните улички и традиционалните куќи ги превезуваат посетителите во минатото, додека мирните прошетки покрај брегот на езерото ветуваат спокојство, пишува авиогигантот на својата страница. Turkish Airlines 4 пати неделно ќе лета на релација Охрид-Истанбул. Летовите ќе започнат на 27 март годинава и ќе се сообраќаат 4 пати неделно, понеделник, четврток, петок и недела, со мешавина на авиони со тесно тело, вклучувајќи ги Airbus A321, Boeing 737-800 и Boeing 737-900. Делегиран буџет за 18 национални установи е новината во годинешната програма за култура од национален интерес за 2025 година. Директорите добиваат поголема слобода во изборот на програмските содржини, но тоа значи и поголема одговорност, рече министерот за култура и туризам Зоран Љутков на денешната пресконференција во владата. Денеска Министерството ги објави и резултатите од годинешните конкурси за финансирање проекти од национален интерес по одделни области и активности од културата за 2025 година. 18 национални установи ќе добијат делегиран буџет за оваа година. Тоа е новина во годинешната програма за култура. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков денеска на пресконференција во владата кажа дека националните установи се обврзани да ги објават своите годишни програмски содржини на нивните веб страници, а со ваквиот начин на финансирање ќе се создадат услови за поефикасно планирање и реализација на програмските содржини од страна на директорите, нивна поголема автономија во изборот, но и поголема одговорност, а на овој начин ќе се истакнат и нивните менаџерски способности. Министерството за култура и туризам оваа година стави акцент на финансиските потреби на националните установи, нешто што беше ветување и во предизборите, односно за нивно збогатување со квалитетни програмски содржини, секако не на сметка на другите корисници кои со своите активности квалитативно партиципираат во културниот живот. Во оваа смисла, сакам да потенцирам дека во овие изминати месеци направивме сеопфатен увид во културата, особено направивме увид во состојбите на националните установи. Она што со сигурност можеме да го потврдиме е дека националните установи се целосно девастирани. Од оваа година и во следниот период, од тие причини, Министерството за култура и туризам ќе се посвети на целосно враќање на сеајот на националните установи, како програмски, така и во делот на инвестициско, техничко одржување и се разбира во кадровско екипирање.
Во однос на годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес по одделни области и активности од културата за 2025 година, пристигнале 2888 пријави, а од нив Министерството ќе поддржи 1365 проекти, информира Љутков. Резултатите се објавени на веб страната на Министерството. Од Охрид, меѓу другите, годинава поддршка од Министерството ќе добијат Сдружение Градски мешан хор Вокс Лихнидос за концерт за промоција на домашно хорско творештво и 100 години јубилеј на Кирил Македонски, Миланка Новеска мецосопран, сликарот Сашо Блажески за проектот Нурни во мене, Сдружение Креативна верига Охрид за дело Ми се чини дека некаде слушнав дете од Тони Попов, Владимир Василевски Четкар во категорија меѓународна дејност за реализација на турнеа во САД, Гоце Гавриловски, Анастасија Милеска за реализација на концерти и Јована Тодоровска за реализација на изложба. Сдружение на граѓани Охридска академија на хуманизмот Охрид, Фестивалот Охридски трубадури, Поетска ноќ во Велестово. Во категоријата недвижно културно наследство поддршка ќе добие Регионален зелен центар Охрид за проектот Виртуелно патување низ пештерските цркви во Охридскиот регион. Вкупниот буџет на Министерството за култура и туризам за годинава, распределен за финансирање проекти од национален интерес во културата, изнесува околу 13 милиони евра или 814 милиони денари и е поголем за 74 милиони денари во однос на буџетот од минатата година. Самуиловата тврдина осветлена во боите на ретките. Како и секоја година, така и ова, Сдруженијето Ретко е да си редок се приклучи кон глобалниот повик на Евродис за осветлување на локални и национални згради и споменици. Овој синџир на осветлени објекти ќе послужи како еден од символичните начини за кршење на изолацијата на глобално ниво, вели Гордана Лолеска, председателка на Сдруженијето. Самуиловата тврдина изминатите 3 години беше прв осветлен објект во светот, зашто Сдруженијето Ретко е да си редок доби пофалби од меѓународната заедница за ретки болести. Оваа година илуминацијата на културно-историските споменици е спроведена со помош и поддршка на Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид и Националната установа Завод и музејот Охрид. Осветлените објекти низ цел Охрид во месец февруари ќе бидат во знак на поддршка на пациентите кои се борат со ретките болести. Сузбиена меѓународната криминална група инволвирана во фалсификување пари, составена од македонски и српски државјани. Лишени од слобода се 10 лица од Македонија и 6 од Србија, информираат од Министерството за внатрешни работи. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека на 2 јануари 2025 година реализирана е меѓународна истрага координирана од страна на Европол, македонската и српската полиција, а под раководство на надлежните јавни обвинителства, при што сузбиена организирана криминална група инволвирана во извршување на кривично дело фалсификување пари, која делувала на териториите на повеќе држави. Во периодот од крајот на 2023 година до февруари 2025 година на територијата на Република Северна Македонија и на Република Србија формирана е организирана криминална група составена од македонски и српски државјани, која имала за цел изработка и пуштање во оптек на фалсификувани пари. Во стан на подрачје на Скопје, по претходно направени специјални машини со гравирани плочи кои имитирале сигурносни знаци на пари, биле изработувани лажни пари во различни апоени. Вака изработените лажни пари, организираната криминална група ги пуштала во оптек во платниот промет на Македонија и Србија, а голем дел од нив завршували во платниот промет на Австрија, Германија, Романија, Словенија, Хрватска и Косово. Во рамки на акцијата на територијата на Република Македонија, врз основа на претходно обезбедени наредби од Основен кривичен суд, извршени се претреси на повеќе локации на подрачја на Скопје, Велес и Прилеп, кај правни и физички лица, при што лишени се од слобода 10 лица, од кои 9 лица од Скопје и 1 лице од Велес. При извршените претреси, пронајдени одземени се предмети и парични средства кои ќе бидат предмет на вештачење, и тоа околу 500.000 евра, 25.000 американски долари, 500 швајцарски франци, 1.800 израелски шекели, 500 хрватски куни, 10.000 албански леки, 1.000 шведски круни и 25.000 рубли, ЦНЦ машина за изработка на калапи,
калапи, жигови и валјаци со кои се изработувале фалсификуваните пари, копии од делови од банкноти, 3 пиштоли, една пушка, 100 парчиња куршуми калибар 9 мм, 40 патрони калибар 12 мм, кеси исполнето со бела прашкаста материја, кафеава прашкаста материја, повеќе телефонски апарати, сим картички, USB и лаптопи. Во рамки на акцијата спроведена во Република Србија пак лишени се од слобода 6 лица, членови на организираната криминална група, при што пронајдени и одземени се околу 153.700 евра. Активностите ќе продолжат и понатаму во рамки на отворената меѓународна истрага и во текот на денешниот ден од страна на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал ќе биде поднесена кривична пријава против 6 македонски и 2 српски државјани, информираат од МВР. Од ноќеска на полноќ поевтинуваат горивата, соопшти Регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС-95 се намалува за 1 денар и истата ќе изнесува 79 денари за литар. Бензинот Евросупер БС-98 се намалува за половина денар, односно новата цена за литар е 81,5 денари. Дизелот и екстра лесното масло за домаќинство поевтинуваат за денар и пол, така што новите цени се 73 денари за литар дизел и 72 денари за литар масло за горење. Малопродажната цена на мазутот пак се зголемува за 0,14 денари за килограм и сега ќе изнесува 44,7 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.